Добар ден, ученици во училница по предметот математика во пето оделение. На овој час ќе се потсетиме, ќе ги прошириме нашите знаења за дробките. Претварање на неправилна дробка во мешан број е денешната содржина. Целите на овој час се ученикот да го разбира значењето и примената на дробките, да определува и претвора неправилна дробка во мешан број и обратно. Да се потсетиме што е дробка. Дробка е број што означува дел од целото. Дробките може да се запишат самостојно или со цел број и тогаш стануваат мешан број. Односно, цел број со дробка станува мешан број. Она што веќе досега го знаете, да се потсетиме што беа чисти дробки. Чиста дробка е секоја онаа дробка која што за именител има 100, 10 или 1000. Дробки, останати дробки, кои што имаат различен вид на број за именител, неправилна дробка, и сега да ја видиме разликата помеѓу овие дробки и неправилните дробки. Овде имаме една половина, овде имаме 2 врз 1. Приметуваме дека кај неправилните дробки, ако овие 3/4, нормално бројто од помало од именител, бројто од помало од именител, овде кај неправилните дробки, сите броители имаат поголеми, односно броителите се поголеми од именителите. А во една дробка знаеме дека именителот ни го покажува бројот на еднакви поделени делови во целото. Сега, ова малку ќе го работиме поинаку, со помош на цртежи, подетално ќе го разбереме. И мешан број каде што имаме цело и дробка, 1,4, 3,2, 6,3. Овде имаме пример на дробка. Оваа дробка е поделена на ова цело е поделено на 4 еднакви делови, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Колку четвртини ќе земеме, толку их би запишале во вид на дробка. Во ова цело, каде што е поделено на 10 еднакви делови, би земале 2 десетини. Во ова цело, кое што е поделено на 100 еднакви делови, ќе земеме 20 и овде, кај 10 еднакви делови во целото, запишуваме 2 десетини, затоа што земеме 2 од 10, а овде 20 од 100, односно 20 стотини. Понатаму да продолжиме со мешаните и броеви неправилните дробки. Овде пред нас имаме 3 еднакви цели, кои што допрва треба да ги поделиме. Ќе ги поделиме. Мешан број во неправилна дробка, за да добиеме, треба именителот да се множи со целото и добиениот производ да се собере со броителот. Овие цели ќе ги поделиме, а и да гледаме на 2 еднакви делови. И секој делче ќе добие име 1 половина, 1 половина, 1 половина. Да земеме предвид дека ќе ги земеме само обоените делови и колку цели би земале. Ова е едно цело, второ цело и третото цело немаме цело да го земеме, туку ќе земеме само негов дел, а односно 1 половина. Ова е мешан број, каде што добивме цело и дробка, и сега од овој мешан број да добиеме неправилна дробка. 2 по 2, 4, плюс 1, тоа е 5. 5 половини. Неправилната дробка ни означува вкупен број на делови кои што има во целото. Ајде да провериме. 1, 2, 3, 4, 5. 5 половини. Именителот се препишува, односно станува ист. Сега имаме повторно мешан број 6,3. Да се обидеме. 4 по 6, 24, плюс 3, тоа е 27/4. И во вид на цртеж, зошто ова цело е поделено на 4 еднакви делови? Затоа што именителот така ни кажува. Второто цело повторно на 4 еднакви делови. Третото, четвртото, петото и шестото цело, и еве ги 6 цели. Од следното цело кое што треба да биде поделено на 4 еднакви делови, ние ќе земеме само 3. И ако ги изброиме сите вкупно овие парчиња, ќе видиме дека тоа се 27/4. Мешан број, цел број и дробка.
Ова е формула која ни помага во решавање на задачата кога се бара мешан број да се претвори во неправилна дробка, односно именител по цело плюс бројка. Неправилна дробка, повторно се подсетиме, тоа е кога броителот е поголем од именителот и ние ги броиме поделените парчиња од целите. Неправилна дробка во мешан број, броителот се дели со именителот. Добиениот цел број се запишува како цели, а остатокот како броител на дробката. Именителот од неправилната дробка се препишува во дробката на мешаниот број. Оваа неправилна или нечиста дробка 27 четвртини ќе ја поделиме. Видовме дека го добивме бројот 6 како цел број, остаток 3. И сега именителот повторно се доаѓа на место на именител, остатокот на место на броител и целото на место на цели. Добивме 6,3 четвртини. Овде имаме формула која што помага во решавање на задача кога неправилна дробка треба да се претвори во мешан број, односно броител се дели со именител и се добива цело, а остатокот се става, односно се пишува на место на броител, а именителот е ист. Задача: претвори ги неправилните дробки во мешан број. 75 осмини, 67 осмини, 85 деветини. Првата задача, 75 ако го поделиме со 8, знаеме дека тоа е приближно 9 и ни останува 3 осмини. Во вид на цртеж, значи треба да имаме 9 дела поделени на осминки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 осминки, а дали се 9 цели? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цели се. И од последното цело ќе земеме само 3, оние што се на остатокот. 67 осминки, тоа се 8,3 осминки, можете да го стопретите видеото и да се обидете самостојно да решавате понатаму. 85 деветини, 9,4 деветини, повторно со цртеж. Овде подсетување ни е формулата. Претвори ги мешаните броеви во неправилна дробка. 4,5 шестини, 3,3 седмини, 5,2 петини. Првата задача, зошто е 29 шестини, 604 24 плюс 5 29 шестини. 7 по 3 21 плюс 3 24 седмини. 5 по 5 25 плюс 2 27 петини. И овде формулата која што помага во решавање на овие задачи. Уште една задача, текстуална задача. Клеја има 38 балони и треба да ги подели на 4 другарки. По колку балони ќе добие секоја другарка, а колку ќе останат? Одговорот запиши го како неправилна дробка и мешан број. Бидејќи веднаш во задачата ни вели подели, ние тоа можеме да го напишеме како дробка и ќе добиеме нечиста или неправилна дробка. 38 делено на 4. Од ова делење видовме дека имаме 9 цели, остаток ни е 2, 9 цели и 2 четвртини. Секоја другарка ќе добие по 9 балони и ќе останат 2 балони. Но како тоа ќе изгледа во вид на дробка, која што можеме да ја замислиме ние дека имаме 4 еднакви делови. Еве ги девојчињата, другарките на Клеја. Ова прва другарка ќе добие 9 балони, па потоа пак 9 балони, сите ќе добијат по 9 балони. Овие две остануваат 9 по 4, тоа е 36 и овие две 38. И еве ги во квадратче, да замислиме дека ова е едното цело, второ цело, трето цело, четврто, пето, шесто, седмо, осмо и од деветото цело другарките повторно се поделиле на секоја по едно балонче. Тоа е тоа што го распределиле и останале сепак уште 2 до 38. Домашна задача. Сопрете го видеото, препишете си ги овие задачи и обидете се со помош на формулите или самостојно, доколку веќе знаете, да си избежвате ваквиот тип на задачи. Ви благодарам на вниманието.